Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и ова утро. Срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда од Кавадарци. Вие следите утринската програма, емисија која се емитува секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Денеска е петок, како што спомнав, 22 април 2022 година, 112 ден во годината или уште 253 дена до крајот нова календарска година. Сонцето утрово изгреа во 5 часот и 43 минути, а истото ќе зајде во 19 часот и 19 минути. Што се однесува до временската прогноза, и денеска е променливо облачно во Кавадарци, според дневната температура, таа ќе се движи од 7 до 20, значи имаме малце пораст на дневната температура и на утринската. Во западните делови ќе има променливо облачно време од 3 до 13 степени, во Охридскиот регион од 6 до 18, Пелагонија од 4 до 20, во Скопскиот регион од 5 до 20, значи имаме поголеми дневни температури, во Беровскиот регион од 3 до 16 и Кумановскиот од 4 до 18. Очигледно ќе има доста туристи во Охридскиот регион, еве температурата е прилично свежа до 18, но да се надеваме дека во сабота веќе и во недела за овој продолжен викенд и за Великден ќе има топли денови. Како е да е, понесете си со вас и топла облека, но и пролетна облека, бидејќи знаа да изненади, да има и сонце повеќе, така да ќе може да ги користите тие убави моменти. Еве прогнозата за 23, 24 и 25, значи ќе имаме високи температури од 18 до 28, така да се зависи во кој дел сте на Македонија, дали сте на планина, дали сте во јужните делови или можеби еве во Охрид, во Дојран или на некои други излетнички места. Што се однесува до патните правци, се проводни, суви коловози, возете внимателно. Значи, ќе има многу раздвиженост, така да и по градските средини бидете внимателни кога возите во градовите, во селата, посебно на пешачките премини, почитувајте ги правилата и давајте им предност на пешаците и на децата. Иако овие денови училиштата се затворени, пошто штрекува просветата, но како е да децата се на улица, раздвижено е и бидете внимателни, зашто еве денеска е петок, многу луѓе излегуваат на улица, па и за време на викендот. Што се однесува до останатите сервисни информации, воздухот е прилично чист, значи веќе се расчистува загаденоста. Од рубриката на денешен ден ќе спомнам само неколку кратки информации, почитувани гледачи. Значи денеска е 22 април 2022 година, петок. Денеска е ден посветен на планетата Земја. Бидејќи ова земја, овој дом е, може да кажеме, единствен дом на сите живи суштества. И на нас, луѓето, како суштества, кои Господ не создал според неговиот облик, па и на останатата природа, на животните, имаме единствен дом. Кај да сме, дали во Америка, во Австралија, во Европа, во Африка, тој е наш дом и треба да ја чуваме ова планета да биде што почиста и поздрава. Овој ден за прв пат е обележен во Соединетите Американски држави во 1970 година, кога се одржани најголемите еколошки демонстрации во историјата. Знаеме дека во поедини држави постојат политички партии, наречени зелени, кои ја пропагираат токму ова идеја да се зачува земјата, природата, зашто што повеќе се уништува
почвата, кај што се произведува храна, од која се произведува храна, што повеќе се уништува шумата, тоа се белите дробови на човекот, така да имаме чист воздух, кислород. Меѓутоа, алчноста, себичноста и она што го прават богатите земји, например во Амазонија или во Индонезија, во Индија се уништуваат секакви шуми, се експлоатират дрвјата за производство на мебел, за хартија и така натаму, така да секојдневно на илјадници квадрати на шума се уништува ради алчноста на богатите да си го прошират своето имање или своето богатство. Господ ја создал ова земја да човекот живее, но на жалост ова земја еден ден ќе мора да се обнови, да се прочиси, зашто условите стануваат неподносливи и воздухот е загаден и почвата и храната и навистина станува полека претесно за живење. Ево уште еден податок што се случило во минатото на денешен ден, на 22 април 1915 година е убиен Јане Сандански од агенти на Фердинанд кај местото Папас Чајер во на Пирин планина. Историјата забележила дека Јане Сандански е врвна личност на македонското национално ослободително движење пред и после Илинденското востание од 1903 година. Роден е во селото Влахи, Мелничко, Пиринска Македонија, а на 31. мај 1872 година бил роден Јане Сандански. Еве, тој е загина токму на денешен ден. Еве, тоа се само неколку настани кои се случили, ви ги спомнав, секако имали многу други настани што ги забележили историјата, но како е да е, еве, на почетокот ги проследивме овие сервиси, информации, почитувани гледачи. Одеме сега со песна, потоа ќе се вратиме повторно во живо во нашата програма. Jaz dohađam sam pred tvoj grub stari krv, kada je moj odmir spasi greh. Tvoj podnese Bog, zada ja živeam, evo tvoj go izbriša za sekoga. Tvoj grub stari krst, gledaj girace te probodeni. Tvoj podnese Bog, zada ti živeš, drevo tvoj go izbriša za sekoga. Za mene
zborova. Neka Isus za mene umre na Golgota. Neka Isus za mene umre na Golgota. Ljubov ta, krv ta za moja neprolejana. Golgota i nam izgorova. Neka Isus za mene umre na Golgota. Продолжуваме со емисијата, почитувани гледачи. Денеска е Велики петок за еден дел од христијаните, а за тоа ќе кажеме малце во наредните минути од ова наша програма. Сега да ја проследиме рубриката Капки на мудроста и приказна за деца, односно за возрастни, кратка порака. Еве кои капки на мудроста ги одбрав за денеска. Мудриот син го весели таткото, а безумниот ја презира својата мајка. Гревот многу ветува, но малку дава, а зема се. Кога ти е во животот добро, немој да се оддалечуваш од Бога, бидејќи тој никогаш не се оддалечил од тебе кога ти било тешко. Ако Бог сака да те направи среќен, кој те поведува по најтешкиот пат, тој те поведува по најтешкиот пат, бидејќи лесни патишта кон среќата нема. Еве да ја повторам целата реченица. Ако Бог сака да те направи среќен, тој те поведува по најтешкиот пат, бидејќи лесни патишта кон среќата нема. Не прави го на другите она што не сакаш другите да го прават на тебе. Најгорчливата вистина е подобра од најсладката заблуда. Бог не ветил живот без проблеми. Тој ни ветува дека никогаш нема сами да се соочиме со проблемите. Не ја оставај својата вера поради луѓето. Понекогаш може би некој притиснат и ќе му покаже некој со прст, а и ти си верник, и ти си христијани, и ти одиш во црква, и некои на жалост се стаписуваат, се одвраќаат, како што еден ученик на апостол Павле се одвратил и повторно заминал во светот, и Павле со жалост напишал: Димас ме остави, затоа што му омиле светот. Всушност Димас не го оставил Павлета, туку го оставил Бог, и затоа му било жал на апостол Павле. Не ја оставај својата вера поради луѓето. Луѓето се поминливи. Знаете, денеска се, утре не сме. Денеска ти е пријател, утре не ти е пријател. Меѓутоа Господ е постојан до крајот на твојот живот и верата нека биде со нас до крајот. Еве, имаме сега една кратка порака, кратка мисла, неисцрпниот бунар. Господ Исус Христос постојано се грижи за своите следбеници, особено кога се во неволја, бидејќи самиот победнички ги издржа сите проверувања што може да го искуша човекот. Тој знае како се чувствуваат христијаните и може да им помогне. Еден анонимен поет го искажал тоа во една своја песна. Еве што запишал. Ранет ли сум, тој ми е мелем. Болен ли сум, тој ми е лекар. Сиромав ли сум, тој ми е богатство. Гладен ли сум, тој ми е леп. Жеден ли сум, тој ми е извор. Должик ли сум, тој ми е жирант. Во мрак ли сум, тој ми е сонце. Во добро ли сум, тој ми е заштитник. Да, во секоја потреба Христос ми е се. Сеќавајќи се на своето детство, еден проповедник пишува како се плашел да не пресуши селскиот бунар, бидејќи многумина црпеле вода од него секојдневно. Еден ден слегол во бунарот и ставил црта, обележувајќи го нивото на водата. Утредента проверил, водата се уште била до цртата. По неколку дена исто така, па и после повеќе месеци, иако луѓето постојно црпеле вода. Се чудел како тоа водата не се исцрпува. Така и со нашиот Господ, почитувани гледачи, со нашиот Господ, со нашиот Бог. Тој е неисцрплив бунар на милост, добрина,
ljubav i bogatstvo, iako se kojdnevno izobilno gi darува. Кога имаш некоја потреба, спомни си за неисцрпениот бунар, од кој можеш да црпиш преку верата во Господа Исуса Христа постојано, секој ден. Нека навистина и ова кратко размислување не потикне денеска да нашата вера во Господа биде постојана. Да не се плашиме за милоста Господа, односно за Божјата заштита и водство, бидејќи Бог е како овој неисцрпен бунар. Тој постојано ни нуди од негова страна и здравје, и сонце, и се што ни е потребно. Наше е да се држиме за неговите ветувања, да не бидеме плашливи, како овој човек што се плашил дека, ете, зашто многу луѓе црпеле вода од целскиот бунар, може да пресуши, да немаат вода, но знаеме бунарот како се полни. Тој си има внатрешни долги жили на извор на вода и тој повторно се полни. Така да ова слика и прилика ни го илустрира нашиот Господ, Бог кој е неисцрпен во љубовта негова и во неговата милост и заштита кон сите нас. Еве, тоа беа капки на мудроста и кратката утринска приказна. Одиме повторно со песна, потоа ќе се вратиме во емисија. Овој свет е долина на солци, кај пустат силни ветрови, а јас и ти сме само патници. Преко густи црни облаци, мал зрак на среќа блеснува, но набрзо го снемува. Не се плаши, оди храбро, и во добро, и во зло. Бог те води, знај, во животот. Срце нека се насме, Божи дар е овој ден. Секој нека препознае во нас Божја љубов живе. Мир и добро да шириме, Исуса да го следиме, за да види целиот свет дека ние Божи деца сме. Овој живот како нежно цвеќе што се раѓа и вене, и што на крај од се ќе остане. Затоа патнику што страдаш, погледни сега нагоре кон домот наш небесен. Биди среќен, полн со вера, Исус спас ни доаѓа. Ќе не води тој во вечноста. Срце нека се насме, Божи дар е овој ден. Секој нека препознае во нас Божја љубов живе.
Isusa, slavi go po sekoj čas, sada vidi celio svet, deka Boži deca nije sve, po nas Božja ljubav šire, po nas Božja ljubav šire. Денешната утринска порака или утринскиот текст го наоѓаме во книгата Левит, 19 глава, 2 стих, 22 април, петок. Бидете свети, зашто јас сум свет Господ, вашиот Бог. Светоста не е занес или восхит, туку целосно прифаќање на Божјата волја и живот, сообразени со секој збор што излегува од Божјата уста, исполнување на волјата на Небесниот Отец, подпирање врз Бога во искушенијата, во темнината, како и во светлината, што значи да се верува без да се види, подпирање врз Бога со неограничена доверба и поседување на мир во неговата љубов. Нашите срца се грешни и ние не можеме да ги промениме. Образованието, културата, волјата, човечките напори, сето тоа има свое место, своје подрачје на дејствување, но овде е безпомошно. Може би со тоа може да се постигне формална коректност на однесување, но не може да се промени срцето, не може да се исчистат изворите на животот. Мора да постои сила која дејствува однатре нов живот озгора за човекот, да може да се промени, да го остави гревот и да стане свет. Таа сила е Христос. Само неговата благодат може да ги оживее замрените способности на душата и да ги привлече кон Бога, кон светоста. Никој не може да добие светост како некое право пораѓање или како некој дар од некој човечко битие. Светоста е дар од Бога преку Христа. Они кои ќе го примат Спасителот стануваат Божи синови. Тие се негови духовни деца, наново родени, обновени во праведноста и вистинската светост. Нивниот ум е променет. Сега многу појасно ја согледуваат вечната реалност. Посвоени во Божито семејство стануваат се послични на Него, минувајќи се од слава во слава, како од Господовиот дух, додека некогаш негувале најдлабока љубов кон себе. Сега негуваат најдлабока љубов кон Бога и Христа. Тајната на светоста е во прифаќањето на Христа како свој спасител и во следењето на неговиот пример на самоодрекнување. Да заборавиме на оно што е зад нас и да тргнеме напред кон небото. Да не занемаруваме ниту една прилика која длабоко би ја искористиле, би станале поуспешни во Божјата служба. А потоа, како златни нитки, светоста ќе го проникне нашиот живот и ангелите, наблюдувајќи нашата преданост, ќе го повторат ветувањето. Човекот ќе биде поредок отколку пречистено злато, смртниот поредок од офирското злато. Целото небо се радува кога слабите, грешни човечки битија му се предаваат на Исуса, кога почнуваат да го живеат неговиот живот. Еве, ова убава порака и коментар врз основа на текстот кој го прочитавме во книгата до Левит. Биете свети, зашто јас сум свет, јас Господ, вашиот Бог. Ние сами немаме светост, почитувани гледачи, но ако се дружиме со светиот Бог, и ние ќе станеме такви. Бог ќе ја даде Исус Христос својата, неговата правда ќе биде наша, ако го признаеме Бога за Спасител, ако ја признаеме Христовата пролена крв за нас. Еве, денеска е Велики петок. После песната што ќе ја слушнеме, ќе кажеме малце повеќе за сето она што се случило на големиот петок и зошто денеска христијаните ете го нарекуваат овој Велики петок. Одеме со песна и ќе се вратиме повторно во емисија. Љубов Божја толку силна, света и во
возвишена, доаѓа од Спасителот, чиста сите времиња. Тој ке ми отвори врата, јас да влезам златен град. За мене на крстот умре, гревот мој го плати тој. Срцето ми беше болно, рането од гревот мој. Лек за мене Исус има, Тој го слуша гласот мој. Тој ке ми отвори врата, јас да влезам златен град. За мене на крстот умре, гревот мој го плати тој. Трпливо до крај ке чекам, додека не дојде спас. Кај што преку цела вечност со него ке бидам јас. Тој ке ми отвори врата, јас да влезам златен град. За мене на крстот умре, гревот мој го плати тој. За мене на крстот умре, гревот мој го плати тој. Почитувани гледачи, ово утро во нашето студио имаме гостинка. Тоа е господјата Ана Иванова од Бугарија. Овие денови, односно денеска, таа ќе биде овде и е во Кавадарци, па нејзиното присуство ќе го искористиме да направиме еден краток разговор или интервју. Ана, добре дојде во нашата емисија. Фала. Кажи ни нешто повеќе за себе, бидејќи ти си од Бугарија. Мислам ќе биде интересно за нашите слушатели и гледачи во ова наша утринска програма. Кажи нешто повеќе за себе. Што си завршила, каде си завршила, зошто си овде и така натаму. Мојата струка е фармацеут. Така. Сам завршила факултет по фармација и исто така и факултет по теологија. Тие се двете работи кои имам. Значи, тие се твои стручни спреми, да кажеме, Да. така? Поводот, овде си во Македонија, кај гости, односно на гости кај ваши пријатели, но и тука се занимаваш со таа вториот дел од твојот живот или твојата кариера, како теолог, личност која го сака Бога, и што работиш овде моментално во Македонија? Евде во Македонија сам поради, как да кажем, мислим дека е Божие водство. Зашто го читав повикот во Дела на апостолите, тамо каде Павле има визија дека еден македонец зборува ела да ни помогнеш. И тоа нешто сам го читала и други пати, но овој пат кога го читах, всушност разбрах дека тоа е за мене. Та мислим дека поради таа причина, да. И да дојдеш во Македонија како личност која го сака Бога, но сакаш Библијата да ја доближиш малку до луѓето, до граѓаните. Ти си моментално во Гевгелија. Контактираш и со други луѓе и во Струмица и во другите делови во Македонија. Кажи ни, како луѓето се расположени за Библијата, за Господа во Македонија? Кој е твој впечаток? Има различни луѓе, има луѓе кои сакат да читат Библијата и има можност да им се подари Библија. Некои и ја имат дома веќе, така да мислим дека има луѓе кои читат Библијата и можеме исто така да ја понудиме и на се повеќе и повеќе луѓе. Во Бугарија
имаше една инициатива во един град на секој дом да се подари Библија и тамо беха раздадени повеќе од 2000 Библии, а исто така миналата година пак имаше 150 години од превод на бугарски јазик и исто беха раздадени многу Библии. И моето лично мнение е дека ако човек ја има Библијата дома, ќе дојде момент кога тој ќе почне да ја чита за да се запознае со Бога. Така. Таква иницијатива, дали во Македонија се спроведе, кај што ето им се нудише на луѓето христијанска литература, Библија преку Фејсбук, преку интернет? Да, едната можност е преку Фејсбук, книга на подарок, и другата е секој од нас може да земе некоја Библија и да ја подари на своите пријатели. Така. Бидејќи не си само теолог, туку и од аспект на здравјето, ти си завршил факултет, па дали на луѓето им делиш совети, у смисол поврзано со Библијата и здравјето? Дали тоа го пролонгираш, односно го спроведуваш, го кажуваш на луѓето, ги упатуваш на здрав начин на живење? Што значи здрав начин на исхрана и на живење? Може да ни кажеш малку за тоа? Па тоа е цела наука, както и науката за Библијата, за Бог, така и науката за исхраната. И тия нешта можат да се повржат, зашто Бог е наш творец и всъщност тој сака ние да бидеме здрави телото и духот исто така да ни биде, да имаме физическо и духовно здраве. Така тия нешта са поврзани. И да, кога се среќавам со луѓе, обично се почва и од темата за здравето, зашто многу луѓе имат здравствени проблеми. И да, јас сакам да помогнем и за тие проблеми на луѓето, така користим секоја возможност. Така. И за едното и за другото. Ако сакат луѓе да те контактират, еве да им подариш Библија, некоја христијанска литература, значи на Фејсбук може да те најдат. На Фејсбук или она страница купи, односно подарок, што рековте? Книга на подарок. Книга на подарок, значи може се најде на тие социјални мрежи и луѓе ако се јават, вие ќе ми испратите или ќе ми однесете дома. Да, нали таму нема моje име или име на некој друг човек, но насловот е Книга на подарок. Така. Значи, почитувани гледачи, ако користите Фејсбук, слободно напишите Книга на подарок и ќе ви се отвори страница кај што ќе можете да си порачате разни врсти на христијанска литература или наслови и Свето писмо Библијата. Добро, Ана, еве кажи ни сега, бидејќи овие денови пред нас е еден голем христијански празник. Голем број на луѓе ќе го прослават Великден. Кажи ни нешто, зошто луѓето го прославуваат тој празник Великден, значи самиот збор Великден, некој голем ден, очигледно нешто се случило и еве таа мисла што луѓето ја одгледуваат кај себе во врска со Великден веќе не присушува повеќе од 2000 години. Што е толку важно што се случило на тој ден, па луѓето еве денеска, иако нема да зборуваме сега за тие обичаи, за разни обичаи во разни делови на светот, па и овде во Македонија, меѓутоа сршта, што е срцевината на овој настан? Еве ти како теолог кажи ни на нас, на нашите гледачи, зошто еве луѓе го прославуваат Великден? Што се случило пред 2000 години, бидејќи поврзано со Исус Христос? Да, всушност христијаните празнуват два празника. Едното е раѓањето на Господ Исус Христос и другото е неговото воскресение. И смрт и воскресение. Смрт и воскресение, да. Та на Великден христијаните празнуват точно тоа, смртта на Господ Исус Христос и неговото воскресение. И тоа е ден во кој ние можеме да се замислиме повеќе за жртвата која е дадена за секој един од нас и таа огромна љубов која има Бог кон нас, да го даде свој единороден син. Библијата вели за да не погине ние еден кој верува во него. И исто така Господ Исус Христос кажува дека нема поголема љубов од таја да човек да умре за своите пријатели. Така тој ја даде таа жртва, тој сака ние да му бидеме пријатели и наше изборот дали ќе го прифатиме тоа нешто. Така да. Значи, не треба ние да посветиме внимание на тие традиции кои се во луѓето, меѓутоа на срцевината на самиот Исус Христос, бидејќи како што мислам
пишува апостол Павле, ако нема воскресение, суетна е, џабе е нашата вера во Господ. Бидејќи за сите нас, како луѓе, како христијани или нехристијани, не е важно, смрт е најголем непријател. Меѓутоа, воскресението што ни дава на луѓето? Што им дава? Дава ни можност за нов живот и по-доброто е дека тој ни дава можност да бидеме во Божјето царство и за секогаш со нашиот Бог. Така. Со други зборови ни дава надеж. Отворена Надеж, да. врата дека еден ден повторно ќе се сретнеме со нашите покојни. Така да убаво е да се подсетуваме не само еднаш во годината, така, туку постојано. Секој ден. Секој ден, бидејќи ако Христос не умрел и не воскреснал, се би било бадијала и животот на оваа земја. Така да, еве, драги гледачи, навистина, како што ја наспомна, не само еднаш да се присетиме, кога многу луѓе ќе се напијат, ќе фарбат јајца, тоа се надворешни заци кои не се воопшто битни, него секој во срцето треба да го прифати Христа и како што вели еден пријател, Христос да воскресне каде? Во нашите срца. Добро, Ана, еве, кажи ни уште нешто врска. Ти си христијанка, така? Теолог, кој ја познава Библијата. Може само 2-3 реченици во врска со молитвата. Што е за тебе молитвата? Молитвата е можност да разговарам со мојот Бог. Так. И всушност и да имам и неговиот глас преку Божјото Слово. Нали? Така молитвата за мене е поврзана со читане на Божјото Слово. Зашто кога го читаме, всушност од тамо ни доаѓаат зборове кои да ги кажеме на Господ. Так. Убаво кажено, значи молитвата е еден вид разговор со Бог, како еве сега ние што разговараме, но ние се гледаме, така. Бога може само да го замислиме, бидејќи не може да го видиме, но Бог не слуша, така. Бидејќи секој вапај, секоја молитва, тамо нели во Матеј во 6 глава Исус ни оставил мустра, пример како да се молиме, тоа е молитвата Татко наш. Добро, еве може на крајот една кратка порака на нашите гледачи, што да прават со Библијата, како да живеат, како да ги поминат празниците, например, еве може со некоја реченица да ги поздравиш. Всушност, првото е да разбереме каква книга е Библијата, дека таа не е обична книга, дека таа е Божјото Слово опатено кон секој един од нас, за да ни раскрие огромната љубов на Бог кон нас, огромната жртва на Господ Исус Христос. Самиот тој кажува дека кога се истражува Библијата, всушност таа зборува за него и тој дава живот вечен, нали, на тие кои ја читат. Исто така да имаме доверба во ветувањата кои се записани во Библијата и ние можеме да бараме од Бог тие ветувања да се исполнат за нашиот живот. И така можем да прочитаме едно ветување од Господ Исус Христос. Кога Лазар беше во гробот, тој кажа на Марта, неговата сестра, тя му кажа дека ќе воскресне неговия брат во последниот ден, а Господ Исус Христос и рече: Јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре, ќе живее. И секој кој живее и верува во мене, нема да умре до века. Веруваш ли во ова? Марта одговори: да, верувам, Господи, дека ти си Христос, Божиот син, кој треба да дојде во светов. Всушност тоа прашање е и кон секој един од нас. Денеска Господ Исус Христос ни праша дали веруваме во него и во патот на спасението кој тој ни го дал преку неговата жртва на Голгота. Секако убава порака и убаво прашање за кое треба да размислуваме дали ние веруваме во она што се случило. Па еве, спомнавме на почетокот, повеќе од 2000 години се прославува тој празник, Великден. Но на жалост некои луѓе го прават само како обичај. Кога ќе ги запрашаме дали човекот ќе воскресне, кога ќе почине, дали ли веруваме, кој знае. Тука е потребна верата, како што рече, како што Исус ја прашал Марта, така, ќе воскресне. А што рекла Марта? Таа верувала, ќе воскресне кога? Тогаш. Последниот ден. Меѓутоа, ако веруваш и сега, и после неколку часови или минути, Лазар, братот на Марија и на Марта, бил воскреснат. Да. Добро, Ана, ти благодарам за
ова кратко интервју, овој краток разговор што го направивме со тебе денеска во нашето студио. Ти посакувам секој добро, убав представи во Македонија, да имаш убави впечатоци, Господ те благослови во твојата работа. Почитувани гледачи, тоа беше нашата пријателка Ана Иванова од Бугарија, која беше гостинка во нашата утринска програма. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве не повторно во живо, почитувани гледачи, поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата денешна програма. Сакам на сите вас кои денес имате роден ден да ви го честитам, да ви посакам Божи благослов и водство и многу убави и срекни денови во годината која е пред вас. Веќе спомнав дека денеска е за еден дел од христијаните го нарекуваат Велики или Голем петок. Вчера зборувавме за Велики четврток, што се случувало во библиски рамки. Еве денеска ќе споменеме што се случило во петок, зошто тој петок е така голем за некој и така го нарекуваат. Иако петок е еден од тешките денови кога нашиот Спасител Исус Христос бил распнат на Голготскиот крст. И токму, ако ги читаме 4 евангелија, значи Матеј, Марко, Лука и Јован, тоа ќе го видиме. Еве, јас би прочитал ова утро неколку сегменти или делови од Библијата, од Новиот Завет, од 15-та глава на Евангелието според Марко. И веднаш наутро, првосвештениците со старешините и книжевниците и целиот Синедрион, внимавајте сега, кои биле на чело првосвештеници, старешини, книжевници и целиот Синедрион, го врза Исуса, го одведоа и му го предадоа на Пилата. Цела ноќ го испитувале кај Ирод, кај Кајафа првосвештеникот и сега повторно го водат кај Пилат. Сите си ги опреле рацете и никој не сакал да крене рака да Исус навистина биде однесен на Голгота да го распне. Но сега веќе биле здружени сите и дошле да извршат притисок кај Пилата. И го доведоа и му го предадоа на Пилата, а Пилат го праша: ти ли си јудејскиот цар? А тој им одговори: ти велиш. Првосвештениците го обвинува многу, но тој не одговори ништо. А Пилат пак го праша: ништо ли не одговараш? Гледај колку те оптужуваат. Но Исус веќе ништо не одговори, така што Пилат се чудеше. А на секој празник им пушташе по еден затвореник, кој ќе го побараа, беше во окови наречениот Варава, со своите бунтовници, кои во буната беа извршиле убиство. Гледайте сега, почитувани гледачи. Пилат, за да се оправда, тој го знаел обичајот во Израел, дека за време на Пасхата имал обичај да се пушта некој затвореник за некои тешки сторени дела. Тоа е како денот на Републиката во Македонија, 8 септември, кај што председателот на државата ги помилува затворениците, некој или им ја намалува нивната казна на издржување. Пилат го знаел тоа обичај и сега мислил дека ќе ги наседне овие првосвештеници, овие книжевници и никој не ќе сака да Исус биде заменет со еден убиец, како што бил Варава, човек кој кревал восстанија и бил против римската власт. И затоа сега тој им нуди. Меѓутоа, се собрале мноштво луѓе кои биле повикани да вршат притисок доле во дворот пред самата зграда, пред самата судница. Пилат бил во канцеларија, го испрашувал Исуса и тој увидел дека Исус нема вина. И ова што го правиле ова група на луѓе, што биле свештениците, првосвештениците, немало основа да Пилат изрече смртна казна. Меѓутоа,
тогаш Пилат са кајки да му угоди на народот, гледате сега, им го пушти Варава. Тој рекол, кого сакате да ви го пуштиме, Варава или Исуса? И народот почнал да вика Варава, а Исус да биде осуден. И нажалост Исус бил осуден. Му облекоа пурпурна облека, сплетоа венец од трње и го положија на него. И почна да го поздравуваат цар здраво јудиски цар. Значи почнали да го исмејуват, го плука и паѓајќи на колена му се клања. А кога му се наруга, ја се облекоа од него пурпурната наметка и му ја облеко неговата облека и го поведоа да го раснат. Ово се случувало, значи, во петок наутро. Исус бил раснат некаде околу 9 часот. Ако читате подело, тоа ќе го видиме. Значи, од 9 часот до 3 попладне, 6 часови Исус висел на Голгота. Секако не бил сам, тука били уште двајца злосторници, разбойници, кои оправдано били осудени на смрт. Се собрало многу луѓе. Брдото Голгота се наоѓало некаде околу 2 километри од центарот на Ерусалим. Така да дошле многу луѓе од радозналост, некои дошле да видат дали тој Исус сега кој правеше чуда, кој воскреснуваше мртви, ќе се спротивстави на римската власт и така натаму. А имало и такви кои дошле да го видат Исуса кој ги хранел. Исус неколку илјади луѓе ги хранел. Имало луѓе кои воскреснале, зашто Исус е Бог во човечко тело, но сега кога дошле таму, тука била и Марија, Исусовата мајка, и другата Марија, и Магдалена, и многу други жени, а учениците, на жалост, сите биле сокриени, освен еден, и Јован, најмалиот ученик, тој ја поддржувал и помагал на мајката Исусова Марија да го издржи овој тежок момент. Значи Исус некаде после 3 часот умира. И тој ги кажува овие зборови, како овде што вели, ако читате, Боже мој, зошто ме остави? Штом го чу тоа, некој од оние кои стоја тамо рекол, ете го вика Илија. Зашто Исус рекол или лама савахтани, тоа било на арамиски јазик. Не го разбрали и мислели дека тој го повикува сега Илија да му помогне. Како да е, почитувани гледачи, Исус е раснат во петок. Според писмото и на крајот морале да го симнат пред зајдисонце учениците на Исуса и да го погребат. Така да по законот Исус бил во гробот, според Божиот закон, у сабота не се работи, ниту живите оделе на гроб да го посетат, и во недела наутро Исус воскреснува. За тоа што се случило во недела, ќе кажеме во нашата наредна емисија. Еве, зато се нарекува Велики петок. Меѓутоа, никаде немаме назначено некој текст кај што апостолите да го наречат петок велики. Петок е обичен ден каде што бил раснат и осуден нашиот Спасител Исус Христос. Одиме со песна, почитувани гледачи, потоа повторно ќе се вратиме во нашата емисија. Таму на Голгота стои подигнат крст, како символ на најсрамна смрт. Јас го љубам тој крст, на кој казнет со срам беше Исус за грешниот свет. И со почит го гледам тој крст, Господ животот го измени. Надеж моја е твој преснат крст, круна небесна ми подари. Ах, тој чудесен крст, светот го отфрли, сепак привлечене за мене. Исус јагне Божјо,
слезе той од небо и на плеките го понесе. И со почет го гледам тој крст. Господ животот го измени. Надеж моја е тој престар крст. Круна небесна ми подари. Во тој презен стар крст, натопен цел од крв, јас од срце го почитувам. Исус умре таму, за да живеам јас и да љубовта ја прифатам. Да со почит го гледам тој крст. Господ животот го измени. Надеж моја е тој престар крст. Круна небесна ми подари. И со почет го гледам тој крст. Господ животот го измени. Надеж моја е тој престар крст. Круна небесна ми подари. Круна небесна ми подари. Драги пријатели христијани, пред нас е уште еден голем празник за христијанскиот свет. Многумина од нас на овој или на оној начин ќе го прослават овој голем настан кој се одиграл во минатото, а допира до денешен ден. Може би и вие сте дел од големиот број христијани кои што го празнуваат овој ден според некаква традиција, оставена од страна на старите или пак затоа што тоа е модерно во денешно време. Ова кратко размислување има за цел до сите вас да ја приближи вистината за празнувањето на овој голем празник. Вистината за Великден започнува во далечното минато, илјадници години пред овој настан на вистина да се случи. Вистината за Великден не враќа на првите страници на Божјата книга, Библијата. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата, 1 Мојсеева, 1 глава, 1 стих. На самиот почеток, покрај се што е создадено, како круна на Божјото создавање бил создаден и човекот. За разлика од останатите созданија, човекот се одликувал со една особина која го издвојувала од сите други, имал способност да размислува и да донесува разумни одлуки. Бог го поставил првиот човек во Едемската градина, каде што имало изобилни разновидни билки кои носеле прекрасни плодови и му служили како храна. Но среде тоа големо пространство постоело и едно дрво кое Библијата го пишува како дрво за запознавање на доброто и злото. Од сиот простор и сите дрвја што му биле на располагање, Бог му заповедал на првиот човек да не го јаде плодот токму од ова дрво, зашто во денот кога ќе јадеш од него, навистина ќе умреш. Нашите прародители Адам и Ева, првите луѓе, решиле да јадат од ова дрво. И денеска можеби токму таа постапка му ја оставила во наследство на човекот желбата да го посакува туѓото, забранетото. Плодот на нивната одлука донел одвојување од нивниот создател, од изворот на нивниот живот. Од тој момент па наваму сите ние во наследство ја носиме тешката последица од таа одлука, смртта. Сите ние сме осудени еднаш да умреме.
Радосната вест за Великден е запишана во Евангелието според Јован, 3 глава, 16 стих. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој кој верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Да, драги пријатели, Бог толку многу ги засакал луѓето, не засакал нас, што го дал својот син да не спаси од вечната осуда, од смртта. За да го победи тој страшен непријател, во точно определено време од човечката историја се родил Исус Христос во човечко тело. Исус Христос е реална личност од нашата историја. Тој живел на оваа земја и со својот живот и со своите дела, кои се запишани во 4 Евангелија, ни го покажал вистинскиот карактер на својот Отец. Библијата кажува дека Исус живел безгрешен живот, правил разни чуда, лекувал болни, па дури и мртви оживувал. Но сите овие добрини и негови благородни постапки не биле на задоволство на тогашните црковни водачи и тие смислене начин како да се ослободат од него. Библијата кажува дека на Вели четврток Исус за последен пат јадел Пасха, празник во чест на ослободувањето од египетското робство, кое се празнувало од генерација во генерација, а се состоело од печено јагне или јаре, бесквасен леб и горчливо зеле. Исус е јадел последната Пасха со своите ученици. Во таа прилика Исус го воспоставува новиот христијански обред, денеска меѓу народот општо познат како причест. Откако завршиле со вечерата, тие тргнале на своето вообичаено место на Маслинската гора, каде што Исус имал обичај да му се моли на Бога. Овој пат неговата молитва била многу поинаква. Исус знаел дека минува низ последните моменти од неговиот живот, знаел дека ќе мора својот живот да го положи за грешните луѓе. Исус доброволно страдал заради Адамовата непослушност во Едем. Сите гревови на светот се ставени врз неговите плеки. Планината на сите гревови на светот се урнала врз него. Цитат од книгата Ранохристијанското верују, страница број 203. Пред Исуса постоела голема дилема. Дали да го даде својот живот за сите оние кои се негови непријатели или да се откаже од таа жртва. Доцна вечерта во четврток, а рано во петок, Исус бил предаден од својот ученик Јуда и паднал во рацете на верските старешини, кои веќе однапред го осудиле на смрт. Но казната не можела да ја извршат без дозвола на световната власт, без одобрение на Рим. Иако Пилат, римски судија, не нашол никаква вина кај Христа, сепак под притисок на старешините попуштил. Користејќи го еврејскиот празник Пасха и обичајот да пушта по еден затвореник, Пилат постојно се надевал дека народот сепак ќе го одбере Исуса да биде ослободен. Но народот викал: "Распни го, распни го." Така, откако бил камшикован, Исус бил казнет со најтешка казна во тоа време, смрт на крст со распнување. Во саботното предвечерие, на крајот од тој страдален петок, Исус веќе бил мртов и положен во камена гробница, каде што според еврејскиот закон почивал во сабота. А по саботата, на осамнување на првиот седмичен ден, дојдоа Марија Магдалена и другата Марија да го видат гробот. И ете стана голем земјотрес, зашто Господов ангел слезе од небото, пристапи и го одмести каменот и седна на него. А лицето му светеше како молња и неговата облека бела како снег. Тогаш ангелот проговори и им рече на жените: "Вие не бојте се, зашто знам дека го барате распнатиот Исус. Го нема тука, зашто воскресна, како што рече. Отидете бргу и кажете им на неговите ученици дека воскресна од мртвите и ете, тој оди пред вас во Галилеја." Евангелие според Матеја, 28 глава од 1 до 7 стих.
Наместо споменик, апостолите на Христа му подигнале цркви и над нивните отворени врати ги напишале овие 3 збора: навистина Господ стана. Тие зборови го промениле токот на историјата, но и повеќе од тоа, тие ги промениле срцата на луѓето. Христос воскресе, навистина воскресе. Поздрав со кој христијаните се поздравуваат и отпоздравуваат 40 дена по Велик ден. Но дали верувате дека Исус навистина воскресна, почитувани пријатели? Апостол Павле уште во првите 100 години после овој голем настан почувствувал потреба да ги напише следниве зборови: но ако се проповеда дека Христос воскреснал од мртвите, како некои меѓу вас вела дека нема воскресение на мртвите. Ако нема воскресение на мртвите, тогаш ни Христос не воскреснал, а ако Христос не воскреснал, тогаш е празна нашата проповед, празна е и вашата вера. При тоа се наоѓаме и како лажни Божи сведоци дека сведочиме за Бога дека го воскреснал Христа, ако навистина мртвите не воскреснуваат. Зашто ако мртвите не воскреснуваат, ни Христос не воскреснал. А ако Христос не воскреснал, суетна е вашата вера. Прво послание до Коринтјаните, 15 глава, од 12 до 18 стих. Каква е твојата вера? Дали ти веруваш дека мртвите нема да воскреснат? Ако е така, тогаш залудно си христијанин, кажува апостол Павле, тогаш си најбедниот човек од сите луѓе на светот, бидејќи смртта дојде преку човек, та преку еден човек дојде и воскресението од мртвите. Зашто како што сите умираат по Адама, така и во Христа сите ќе оживеат, но секој по својот род. Првенец Христос, после оние кои се Христови во времето на неговото доаѓање. Тогаш доаѓа крајот. Прво послание до Коринтјаните, 15 глава, од 21 до 24 стих. Драги пријатели, Христовото воскресение е вистина, а не утопија, факт, а не приказна. Верата на учениците во воскреснатиот Христос произлегла од вистината. Неговата победа над смртта била причина што апостолите сведочеа многу силно за воскресението на Господа Исуса и голема благодат беше над сите нив. Дела на апостолите, 4 глава, 33 стих. Дали сакаш да бидеш вистински верник? Исус те повикува да веруваш во Него, да веруваш дека е Тој моќен да те спаси од смртта и да те воскресне во денот на Неговото повторно доаѓање. Дали веруваш во тоа? Почитувани гледачи, пред да се одјавиме и да завршиме ова емисија, би сакал да на сите вас кои го прославувате овој велик ден, како ден на Христовото воскресение, и посакувам Божи благослов, нека овие денови навистина бидат благословени за сите нас, да се подсетим уште еднаш на големата жртва што Исус ја дал за нас, го положил својот живот, но и воскреснал. Тој ја победил смртта. Затоа воскресението е многу големо во очите на Бога, што Исус го направил за нас. Исус живел на оваа земја, починал, бил распнат, умрел и воскреснал за нас. Нека навистина Исус воскреснува постојно во нашите срца и многу од вас ќе се поздравувате со оној христијански поздрав: Христос воскресе, навистина воскресе. Но Христос да воскресне и во нашите срца. Нека Господ биде со нас во деновите кои се пред нас во овој викенд и се гледаме наредната седмица.